Правата на жените се лакмус тест за човековите права и демократијата. И кога и да се загрозени, знаеме дека демократијата е навистина изложена на ризик. Истражувањата сведочат дека жените политичари се соочуваат со повеќе лични напади на интернет отколку нивните машки колеги, со објави на социјалните мрежи кои двојно истакнуваат сексуалноста за сметка на нивната работа во политиката. Кампањите кои се подпираат на родови дезинформации најчесто користат наратив заснован на родовите улоги, родовата еднаквост и сексуалната ориентација, комбинирано со наративот за религија, раса или имиграција. Запознајте ги за да ги препознаете. 1. Манипулираат со традиционалните родови стереотипи, во одредени случаи прикажувајќи ги жените како жртви на кои им е потребна машка заштита, а во други пак портретирајќи ги како агресори кои ги кршат традиционалните родови норми. 2. Преку кампањи представуваат митови и лаги за родовата еднаквост. Например, кампања за родовиот дискурс, каде што родовата еднаквост се представува како антисемена, прогеј и антиживотна идеологија. 3. Креираат дезинформации подкрепени со бројки за спорни родови прашања. 4. Во врска со сензитивни прашања, поддржуваат спротивставени страни за да ја поларизираат дебатата, користејќи дигитални ботови или алгоритми, преку кои поларизацијата уште повеќе се засилува. Како да се справиме? Во следното видео.